Почитувани, се наоѓаме пред Центарот за полнење на јавните предпријатија, Центарот за спроведување на црниот проект Мрежа за вработување на мајки и синови, ќерки, татковци, стрини, војни, чичковци, по принципот партизација на администрацијата од хигиеничар до министер. Центарот на СДСМ зад мене мора да одговори за црните тефтери од проектот Мрежа за најцрната партизација на администрацијата. Според овој центар тука, услов за добивање на работа е да се биде докажан член, активист или да се биде поврзан со што повисок функционер во партијата. Од овој центар на мрежата од црните тефтери мора да одговорат како само во еден ден од општинската организација на СДСМ во Кисела Вода биле вработени 8 лица во општината, 6 мина во управни одбори во училиштата, хигиеничарки, воспитувачки и каде ли уште не се низ општинските и администрацијата на јавните предпријатија. Од овој центар мора да одговорат кои се критериумите за проектот Мрежа и вработувањето на над 30 мина во јавното предпријатие Македонски шуми низ скоро сите општински клонови, каде непотизмот и партиската припадност се непобитен факт. Од овој центар мора да одговорат дали 24-цата нови вработени во МНАФ, како што ја нарековме Македонска неофицијална агенција за вработување, со плати неколку пати повисоки од просечната, се дел од мрежата, имајќи предвид дека речиси ниеден нема образование потребно за вработување во агенцијата, но има партиска или роднинска врска, па членовите на комисиите биле ставани под тежок притисок да ги примат токму избраните лица. Од овој центар на црниот проект Мрежа мора да кажат дали биле опфатени со вработување и мајката на Костадин Костадинов во администрацијата во Струмица или сестрата и пријателката на Кирацовски во администрацијата во Битола. Почитувани, веруваме во фер шанса за вработување за секого, но проектот Мрежа е партиски непотизам, во несурова смисла и е врв на лицемерието на оваа власт, која што не само лажно се колне во европските вредности, туку е и бесрамна во случај кога е фатена во лага. Партизацијата на администрацијата дополнително го оптоварува буџетот, а ги обременува услугите. Реалност е дека со тоа Република Македонија се оддалечува од препораката за Европската Унија. И СДСМ тоа свесно го прави, со тоа што посочува прст кон администрацијата, додека истовремено ја партизира. Со тоа, СДСМ порачува дека во овој мрачен систем нема место за професионалци, дека во Република Македонија нема место за граѓани без партиска книшка на СДСМ, во животот на оваа криминогена власт која што ја зацрни државата, има работа само за партиски војници и роднини на партиски функционери. Овој центар на мрежата, центар на криминогеното владење, лажно се надева дека со таквото намерно одложување на брзи и ефикасни реформи, намерното одложување на европеизацијата на администрацијата, криминогената власт ќе може подолго да турка кон црни тендери и договори во 4 очи. Одговорност за оваа состојба, за црните мрежи и тефтери, мора да има и ќе има. Колку побрзо, толку подобро.